Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме интересно видео, нормално според вашите гласови, тоа е видеото за фьючерс, каде што ќе објасниме што представува овој финансиски нормално инструмент и како се користи првенствено како поим, а потоа и во однос на тргување. Не заборавајте, ова што ќе го гледате денеска е практично воведен дел, каде што детално ќе објасниме што истите представуваат како основен економски поим. Нормално нема да биде објаснет дел со тргување, ќе биде објаснето само како функционира самото тргување на фьючерс на пазарот. Така да, доколку очекувате дека ова ќе биде курс како да тргувате фьючерс, тоа не е. Ова е што представуваат и како да ги разберете како економски поим. Сега, прво нормално ќе разговараме за самиот договор фьючерс, што истиот представува. Според стандардната дефиниција на Инвестопедија, вели тоа е вика легален договор со кој што може да се купи и продаде одреден ресурс во оваа ситуација, или пак обврзница, во оваа ситуација станува збор за хартија од вредност, на предодредена цена во точно определено време во иднината. Значи, уште еднаш. Ова е начин преку кој што може да се склучи легален договор за купување на одреден ресурс или пак хартија од вредност во предодредена цена во точно определено време во иднината. Сега ќе објасниме многу едноставно преку еден интересен пример, кој што успеав да го најдам нормално, да го украдам, би рекол, за македонците, каде што го објаснува како практично би изгледала цената на пченка помеѓу, да речем, еден фармер или од друга страна самиот комплекс кој што произведува, да речеме, житарици, така. Значи, во целата оваа ситуација треба да разберете дека самите фьючерс представуваат првенствено инструмент со кој што се намалува ризикот за, да речем, флуктуација на цената на одреден ресурс во оваа ситуација. Сега, значи, како тоа го прават, нормално ќе објасниме, со тоа што секогаш нормално фармерите или производителот на овој ресурс се обидува да го продаде својот производ, во оваа ситуација пченката, по што повисока цена, за разлика од тоа нормално производителот на житарици, кој што го купува овој продукт, нормално се обидува да го купи по што пониска цена. Со тоа што еден од главните проблеми секогаш, кога станува збор за ваков тип на продукти, е тоа дека жетвата кај овие фармери најчесто доаѓа во ист момент, во ист дел од сезоната и нормално тоа се случува кај сите учесници на пазарот кога станува збор за supply, односно за прилив на овој ресурс на пазарот. Што значи дека ако сите нормално ја има целата количина на производ во ист временски период на пазарот, значи вие ќе имате голем пад на цената, знаете. Сами, значи, поосновен начин како функционира пазарот, дека кога имаме огромна количина на одредено добро на пазарот, нормално е дека колку е неговата количина поголема, толку неговата вредност се намалува. Со тоа што во оваа ситуација, за да се заштитите од потенцијално ваква ситуација, значи исто како и од другата страна, вие практично користите ваков тип на договори, за кој што ќе објасниме во следниот сегмент. Исто и обратно. Иако оваа смеса, да речем, на ресурси која што расте во одреден период на жетва е огромна и ваквата намалена цена нормално одговара на оние кои што откупуваат во оваа ситуација производителите на житарици, значи исто така нема да имаат доволно простор целата оваа количина на ресурс да ја сместат. Значи тоа потенцијално би ги коштало многу, од друга страна дополнителни компликации кои што може да настанат како, нели, расипување на оваа роба и така натаму. Идејата е дека договорите за фьючерс се тука токму поради оваа причина. За двете страни да не мораат да се секираат за тоа дали ќе се продаде се во истиот момент, дали цената ќе се намали, дали цената ќе се зголеми, односно да имаат на некој начин веќе предодредена цена. Втора битна работа која што мораме да напоменеме е дека во фьючерс пазарите вие не разменувате практично директно, да речем, одредени количини на пченка. Напротив, вие практично во оваа ситуација тргувате така речено количини и овие количини дури на крај достигнуваат до некој што навистина треба да ги купи. Големиот дел од учесниците на пазарот нема никаков директен контакт со ресурсите или хартиите од вредност кои што ги тргуваат. Тоа е една многу битна работа која што треба да запаметите. Значи тоа што вие учествувате на овој пазар не значи дека вас дома сега ќе ви стигнат, не знам, 2 трактори со пченка. Значи тоа е една многу битна работа. Сакам да ја напоменам затоа што многу од луѓето се запознаваат со оваа тема сега. И ова им е нормално непознато. Значи вие тргувате само количини кои што некој ви дозволува да ги тргувате преку негова директна собственост на истите. Се разбираме. Значи оние менувачници, брокери и така натаму,
Значи истите ви дозволуваат контакт до овој ресурс или хартија од вредност, вие немате директно старателство врз истиот и ги тргувате само како договор. Сега, кога станува збор за договор, значи како директните учесници на пазарот го користат со цел да се заштитат. Значи, наместо да треба вие да продадете или купите во ист момент, во моментот на жетвата, вие практично може да склучите договор со кој што вие се обврзувате да продадете одредена количина на пченка, како што веќе кажавме, на некој иден момент по предодредена цена. Што значи дека вие веќе сте си ја заштитиле цената која што може да биде нормално инфлуенсирана од самиот пазар во иднина, да имате веќе точно предодредена цена по која што одредена количина на роба, во оваа ситуација не останува збор за ресурси, односно пченка, ќе ја продадете, а од друга страна пак купувачот или производителот на житарици се обврзува дека ќе ја купи оваа количина на житарици по веќе предодредена цена на точно определен временски период во иднината, по, како што веќе кажавме, одредена цена. На тој начин и купувачот и продавачот одредуваат цена која што ќе ги заштити во иднина во однос на тоа, практично како ќе се движи самиот пазар. Значи, во основа на најосновните компоненти, кога станува збор за учесниците на пазарот, зборуваме сега за оние кои што на вистина имаат директен допир со овие средства, значи тоа е риск менеджмент. Се разбираме, они го намалуваат ризикот од флуктуации на нивната цена на пазарот. Ќе го објасниме тоа во детали. Значи, еве прост пример. Кога се вклучува, да речем, во овој пазар одредени директни компоненти, како што кажавме веќе, тоа е фармерот од една страна и производител на житарици од друга страна. Значи, они се вклучуваат со точно определена количина, што значи дека, да речеме, фармерот одредена количина на пченка која што ја поседува, склучува договор со фабрика за производство на житарици да ја продаде на точно определен датум во иднина, да речеме после 3 месеци, и да биде продадена по точно определена цена. И обратно, така речено производителот на житарици се нафаќа да ја купи оваа количина на пченка на точно определен датум по точно определена цена. Значи, на овој начин двата компоненти имаат веќе предодредена цена и флуктуацијата на пазарот нема да им делува директно, ќе им делува индиректно. Сега ќе објасниме како. Значи, во првата ситуација во која што потенцијално цената од договорот пораснала. Да речеме дека они се договориле за 50 денари по килограм пченка, сега нормално карикирам, јас не знам точно колку е 1 килограм пченка, но како пример да земеме дека е 50 денари 1 килограм пченка според договорот кој што е вклучен и на датумот кој што треба практично да се продаде, цената на пченката достигнала неверојатни, да речеме 70 денари. Што значи дека во оваа ситуација самиот фармер изгубил дел од добивката, затоа што реалната цена на пазарот е многу повисока од тоа колку он треба да ја продаде, така речено, оваа роба, овој ресурс, според килограм, и на тој начин практично самиот производител добил во профит, така. Но, пак ќе кажам, ова е само за количината која што е предодредена. Тоа не го менува фактот дека доколку фармерот има одредена количина на страна, која што не е офатена со овој договор, истиот може да ја продаде според моменталната цена, се разбираме. Значи, на тој начин вие за дел од своите ресурси кои што ги произведувате, правите, така речено, сигурен пласман со веќе предодредена цена која што нема да биде директно афектирана од пазарот. Но обратно, доколку имаме ситуација во која што цената на пченка паднала во моментот кога вие практично ја продавате, да речеме дека во моментот кога истекува и се исполнува овој договор за фьючерс, цената на пченка наместо 50 денари, кој што моментално е на самиот договор, е 30 денари. Тоа значи дека во оваа ситуација производителот изгубил затоа што истиот ќе можел да ја купи сега истата оваа количина на пченка по 30 денари по килограм, но е обврзан според договорот кој што практично го потпишал со фармерот да мора да ја купи по 50 денари. Значи дека во оваа ситуација фармерот добил профит затоа што во спротивно истиот ќе морал по многу пониска цена да ја продаде својата пченка. Така да на овој начин гледаме како одредени компоненти се заштитуваат од флуктуации на пазарот во иднина. Значи, така функционира еден договор за фьючерс. Тоа е неговата основа. И обратно, во оваа ситуација, како пример да земеме, доколку цената на пченка пораснала, до моментот кога треба да се исполни овој договор и фабриката за пченка, за житарици практично треба да ја исплати оваа сума, како што веќе кажавме, имаме ситуација во која што истите исплаќаат многу пониска цена од онаа која што била, така речено,
на која што е на пазарот моментално, како што кажаме, значи моменталната цена на пазарот е 70 денари, а фабриката за житарици уплаќа само 50 денари по килограм на фармерот. Овој остаток кој што го има, практично ќе го искористи за купување на уште поголема сума на пченка според она која што моментално е на пазарот. Значи, она што можеме да заклучиме е дека практично на овој начин двете страни вршат риск менеджмент, односно менеджмент на ризикот, со тоа што пак ќе напоменам. На овој начин вие практично имате релативно исти цени во маркетите, кога станува збор за одредени намирници, а знаеме дека цените на овие ресурси постојано флуктуираат. Значи, ова е секојдневна појава на пазарот која што се користи постојано со цел да се на некој начин минимизира ризикот од потенцијални флуктуации на цените. Така во основа функционираат овие фьючерс цени и така во основа, пак ќе кажам, во најосновниот фундаментален сектор, значи секојдневните производители ги користат овие договори со цел да направат менеджмент на сопствениот ризик од флуктуирање на цените, најчесто на ресурсите. Сега, кога станува збор за фьючерс тргување, нема голема разлика, значи тоа е повторно договор со кој што вие практично шпекулирате на самата цена и односно се договарате да купите или продадете одредена, пак ќе кажам, ресурс, валута или пак во оваа ситуација хартија од вредност на точно определен датум по точно определена цена. Со тоа што ваквата флуктуација на цената може да предизвика да бидете во профит или во загуба. Значи тоа е оприлика истиот начин со тоа што вие практично во оваа ситуација се наоѓате како трговец. Сега, како што веќе кажаме, значи тоа е основата. Основата на секој договор, и сега овде ќе разговараме малку подетално за тоа како функционираат, како изгледаат самите договори. Основата на секој договор за фьючерс представува купување или продавање одредена пак ќе кажам, капитално добро, без разлика дали е тоа ресурс, дали е хартија од вредност, дали е валута. На определен ден, според тоа што веќе пред време е определена цената по која што треба да се продаде или купи овој договор. На тој начин имаме ситуација во која што вие практично веќе сте вклучиле точно што ќе биде направено на тој датум во иднина. И пак ќе кажам, дали е тоа за одреден ресурс или е тоа за одредена хартија од вредност или е тоа одредена валута, значи вие практично во овој момент влегувате на пазарот на дериватив трейдинг, односно фьючерс. Сега, значи има неколку компоненти кои што треба да ги забележиме за секој од овие договори, кога станува збор за фьючерс договори, кои што вие практично ги склучувате кога учествувате во овие пазари. Дали тоа го правите преку менувачница, преку брокер, значи вака изгледаат компонентите на еден договор за фьючерс. Првиот е trading hours. Тоа е една многу битна работа која што многу луѓето забораваат да ја земат во предвид, односно фьючерс за разлика од регуларните пазари имаат практично 24 часа отворен пазар. Тоа е она што ние го гледаме дека и покрај затварањето, да речеме, на традиционалните пазари, на нашите видеа, гледаме како и понатаму фьючерс продолжуваат да тргуваат, иако цената е замрзната, гледаме дека фьючерси понатаму продолжуваат да растат или да паѓаат. Затоа и ние знаеме во наредниот почеток на пазарите, зборуваме на регуларните пазари, колку оприлика ќе биде цената при самиот почеток поради овие фьючерс трейдинг. Значи ни даваат оприлика представа што да очекуваме. Со тоа што 6 дена во неделата, 24 часа е отворен фьючерс пазарот, за разлика од традиционалните финансии. Со тоа што секој од овие различни ресурси има различни денови во кои што е отворен. Као што можеме да видиме, за жива стока е од понеделник до петок, за злато е од недела до петок, за нафта е од недела до петок и секој од овие различни типови на капитални добра има свој денови во кои што фьючерс пазарот е отворен. Секој од нив има еден или два дена во кои што не е отворен. Тоа е многу битно да го земете во предвид кога одлучувате во каков тип на фьючерс пазари ќе влезете. Втора битна работа е tick size. Tick size представува најмалата единица по која што може да флуктуира цената на доброто кое што практично го следите со фьючерс договорот. Кога станува збор за голд, ова е за злато. Значи гледаме дека цената може да флуктуира до 0,1 од неговата вредност. Се разбираме. Значи овде ќе имате различни типови на количина по која што може да флуктуира цената во една или во друга насока. И тоа е предодредено најчесто од менувачницата на која што вие учествувате со фьючерс. Значи они го предодредуваат која е најмалата количина по која што ќе се тргува. Се разбираме. Значи во оваа ситуација пак ќе напоменам, кога станува збор за злато е 0,1, кога станува збор за нафта
гледаме дека е 0,01, така. Што значи дека минималната количина по која што може да се помести ова капитално добро во вредност во една или во друга насока е веќе предодредена. И е многу битна во однос со тоа нели во која насока се движи, да речем, договорот во кој што вие сте влегле, во однос со цената, некогаш може да направи многу голема разлика. Понекогаш имаме и цени кои што се движат по 0,25 во една или во друга насока и може да направи многу голема разлика. Така да овој тик сайз е многу битен и секогаш треба да земете во предвид кога одлучувате во што ќе влезете. Втора битна работа е големината на договорот. Значи големината на договорот е практично колку голем е минималниот договор кој што може да го склучите со една менувачица, брокер и така натаму. Во основа, еве како изгледаат големините на договорите за трите најголеми, највеќе тргувани, да речем, добра во светот, меѓу кои првото е нафта, која што минималната вредност на еден договор е 1000 барели, кога станува збор за злато, 100 тројунци, и кога станува збор за S&P 500, ова е практично фьючерс или хартија од вредност, во противвредност на индексот на S&P 500, се $50 по моменталната вредност на S&P 500. Со тоа што, овдека нормално треба да видиме и вредноста на самиот договор, така, значи тоа е оној notional value, кој што треба да го пресметаме за тоа колку е вреден договорот во кој што моментално ние влегуваме. Како се прави тоа? Овдека е земен за пример S&P 500 договорот, кој што кажавме дека практично еве како изгледа моментално пресметката на договорот во кој што ние моментално влегуваме. Кажавме дека контракт сайз во оваа ситуација се $50, current price се однесува на цената која што моментално ја достигнал самиот индекс $2250. Значи ние имаме $50 по $2250, што значи дека вредноста на договорот во кој што ние влегуваме за S&P 500 е $112,500 или notional value, така се нарекува на англиски. Значи тоа е вредноста на договорот во кој што влегуваме. Значи имате големина на договорот, значи колку практично минимум може да имаме во еден договор и вредноста на договорот, односно кога ќе го пресметаме колку практично ни вреди договорот во кој што сме влегле. Сега, друга битна работа, да, значи тоа не значи дека вие треба да ставите $112,500, тоа е многу битна работа која што мораме веднаш да спомнеме. Туку овдека станува збор само за тоа колку ќе биде неговата вредност, макар да за тоа и е margin trading, вие ставате многу помала количина од нејзината реална вредност, за тоа ќе поразговараме во следниот дел, но прво исто така уште еден дел од компонентите кои што мораме да го спомнеме пред да дојдеме до margin trading, кој што нема да го објаснуваме денеска, само ќе го објасниме иницијално за тоа како функционира самиот futures trading и како вие можете во толку големи количини на средства да влезете со толку мали количини на иницијални инвестиции. Со тоа што, еве како моментално изгледа кога се, така речено, се порамнува овој договор, односно кога истиот ќе стигне да биде достасан. Така. Значи, на датумот кој што е веќе предодреден, ние треба да размениме одредена количина на, пак ќе кажем, ресурси, валути или пак хартија од вредност во цена која што е веќе предодредена. Така. Со тоа што, имаме два начини на кои што истите може да бидат реализирани. Тоа е in cash и in kind, практично ние го имавме спомнато претходно, а овдека е малку подетално објаснето, значи може да бидат финансиски подмирени или пак физички подмирени. Финансиски подмирени значи дека реализацијата ќе биде направена во кеш. Значи договорот е достасан, а купувањето и продавањето е реализирано во кеш, што значи дека вие добивате одредена количина на кеш за продавањето на овој ресурс, пак ќе кажам валута или пак хартија од вредност. И обратно, кога станува збор за договори кои што практично се реализирани физички, вие практично добивате количина на доброто кое што сте го за кое што се склучиле договор за фьючерс. Физички settled е само за оние кои што реално учествуваат во пазарот, како што веќе спомнавме на почетокот, дали е тоа фармерот со неговата пченка или пак фабриката која што произведува житарици. Значи они физички ги добиваат овие добра во однос на договорот кој што го вклучуваат за цената во иднина. За разлика од тоа, значи вие ако моментално имате направено договор за 1000 буриња нафта, тоа не значи дека вас ќе ви донесат 1000 буриња нафта и ќе ви ги остават пред куќа. Не, туку секој од овие менувачици кога станува збор за брокери или ваков тип на инвеститори кои што директно инвестираат, значи самиот практично без разлика која брокерска куќа или каков тип на менувачница е, значи они сами ќе ви ја затворат позицијата на денот каде што практично
треба да биде затворено, оној фьючерс предодреден датум со одредена цена, што значи дека вие нема, значи кога станува збор за инвеститори и брокери, вие добивате секогаш in cash settlement. Односно секогаш добивате финансиски сетълмент за она што сте го склучиле како договор за фьючерс. Пак ќе кажам, никој нема да ви донесе 1000 буриња нафта пред врата. Значи тоа е една битна работа која што треба да ја напоменеме. Со тоа што еве како изгледа, значи пресметка на, како што веќе кажавме, договор за нафта, кој што рековме дека во минимална вредност секогаш е барем 1000 буриња, исто да се пресметува ако едно буре е $50. Тоа значи дека еден договор за фьючерс за нафта е 1000 буриња по $50, тоа е $50,000, што е реално многу голема сума. Тоа не значи дека вие треба да влезете со $50,000 на пазарот. Тоа е оној дел каде што влегуваат така речено овие марџен тргувања, односно тоа што ние го нарекуваме leverage, каде што вие со многу помала сума можете да влезете во договор за фьючерс, кој што понатаму може да ви донесе многу профит, но и обратно може да ви донесе големи загуби. Со тоа што initial margin requirement представува количината која што обменувачницата вие бара да ја имате за да можете да започнете ваков тип на договор. Значи вие со мала сума, на пример, ако да речем најчесто тоа е негде околу $3,000, како што успеав да видам, значи вие можете практично со initial margin сума од $3,000 да контролирате договор од $50,000 во однос на нафта. Се разбираме? Со тоа што една многу битна работа која што мораме да ја напоменеме, нема да обработиме денеска, тоа ќе биде посебно видео каде што ќе разговараме за марџин, односно leverage тргување на традиционалните пазари. Значи она што е најбитно да го запомнеме е дека со овие иницијални, да речеме $3,000, вие да контролирате $50,000 вредна нафта. Иако вредноста на crude oil продолжи да се движи нагоре, вие автоматски добивате огромна количина на профит. Како се движи цената нагоре, така нормално и вашата позиција во овој фьючерс е така речено одлична и ќе добиете профит до неговото затварање. Кога истото ќе биде затворено, вас ќе ви биде исплатена разликата помеѓу иницијалната цена и онаа по која што е продадена, тоа е профитот кој што вие ќе го добиете. Но во случај да имаме ситуација во која што вие наместо да тргне цената нагоре и поради било кои причини цената се придвижила надолу, како на пример вие сте направиле фьючерс договор за цената на нафта да се движи нагоре, а се случува сосема спротивното, имаме ситуација во која што имаме обратен момент, каде што потенцијално вие дури и ќе мора да додадете количина на средства за да може да затворите оваа позиција на, пак ќе кажем, брокерска фирма, менувачници и така натаму. Така да мораме да напоменеме дека на крајот од денот ваков тип на тргување, како што се фьючерс, ви дава огромна количина на ризик која што може темелно да ве ликвидира. Значи ние имаме ситуации во кои што гледаме целосно затварање на позиции, пак ќе кажем во крипто секторот, но во традиционалните пазари може да биде уште полошо. Во однос на ризикот кој што може да настапи, нормално ќе направиме посебно видео во кое што ќе објасниме се околу ризикот на марџин трейдинг. Сега ги објаснивме фьючерс како капитален инструмент кој што треба да го знаете од традиционалните финансии, кој што се повеќе и повеќе се користи во крипто пазарите. Во следната недела ќе направиме видео за options, а очекувате дека откако ќе ги поминеме futures options, како и веќе го завршивме видеото за обврзници, тогаш веќе ќе можеме да направиме и соодветно видео каде што ќе разговараме за тргувањето на futures и options и ризикот од марџин, односно leverage тргувањето во традиционалните пазари. Се надевам уживавте како и секогаш. Ова е 140-то видео од нашиот напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Морам да кажам дека сум исклучиво горд. Стигнавме до неверојатни 140 видеа од основниот курс и верувам дека нормално ќе продолжиме со исто темпо па да стигнеме до 1000. Ви благодарам како и секогаш. Се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.